Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Pitajte me zašto sam na konju lutam među stenjem. Svakoga dana zaboravim po jednu reč i svake noći izgubim po jednu zvezdu i svakog jutra kroz druga vrata bežim iz svog doma, bežim iz korenja. Gracias. Gracias, amigo de Struga. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el pasto y qué grande sobre el río la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba y el agua que no corría volvió para darme agua. Tega za jug. Orelski krilja, kak da si metneh, i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li sunce i tamo mračno ugrevjat kako i vamo. Ako kak ovde sunce me sretit, ako pak mračno sunce to svetit, na put dalečni ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada sunce to svetlo ugrevat, kada nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji i snegoji i pepelnici, silni vetrišćevi ulici, okolo mgla i mrazoj zemni. A v gradi studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, jaz da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta jaz da se idam, da vidam Ohrid, Struga da vidam. Tamo zorata greji dušata i sunce to svetlo zajdvit gorata. Tamo dar bi te prirodna sila so srta raskoš gi rasturila. Bistro ezero gledaš beleit ili od veter sino temneit. V pole pogledneš ili v planina, se gde je Božja hubavina.
tamo po srce v kaval da sviram, sunce da zajdvit, ja da umiram. Kopneješe poetot po ovje u bavini, po krajot roden, no struga povtorno ne ja vide. Želbата негова останаво песната, останаво следбениците на неговото поетско дело. Остана поетот да живее меѓу нас и да се слави преку струшките вечери на поезијата, кои ги започнаа македонските поети во негов спомен и негова чест во 1961 година, за набргу да прераснат во широк меѓународен поетски собир, да биде прифатен од поетите на сите меридијани. На струшките вечери на поезијата во текот на овие 20 години присуствувале преку 2000 поети, есеисти и литературни критичари од 70 земји од светот. Збогатувајќи го постојано својот програмски концепт, тие ја добија онаа физиономија и мисија што денеска ја имаат, да ја афирмираат македонската поезија, поезијата на сите републики и покрајни во Југославија и националните поезии на светот. I think this festival in Macedonia is very, very good. We have nothing like Smetam дека овој фестивал во Македонија е многу добар. Ние во Англија немаме ништо слично.
a i koga ќе се организира некој интернационален поетски митинг, при тоа доаѓаат можеби само 6 или 10 поети, и тогаш кај нас се мисли дека е многу постигнато. Меѓутоа овде се собрани 80 поети од целиот свет. Навистина сум вчудоневиден од ова што овде сте го направиле. И многу ми е драго што луѓето овде сакаат да бидат интернационални и мислам дека се и многу отворени и пријателски расположени. Овој собир на поети ми даде можност да се сретнам и да се запознам со многу луѓе и да соработувам со нив. Тоа што се прави овде во Македонија, мислам дека може да послужи како пример токму за она како поезијата, културата, историјата и битот на една мала нација станува својна на сите. За страдањето беа секогаш без грешка тие стари мајстори. Колку добро ја разбираа неговата човештина. Како се случува дур некој друг јаде или отвора прозорец, или само тромо чекорува, како кога остарените стмерно и страстно чекаат на раѓање чудотворно, мора секогаш да има деца кои не сакаат многу тоа да се случи, лизгајки се на езерцето на работот шумата. Не заборавија никогаш дека дури страшното мачеништво мора да си има свој тек. Секако во некој агол, некое неуредно катче, кај што кучињата си го вртат кучешкиот живот и кај коњот на мачителот го чешка од дрво својот невин задник. Во Бројгаловиот икар, например, како се што се одвраќа сосем лежерно од катастрофата, орачот може да го чул плискотот во вода, напуштениот крик, но за него тоа не е важен пропуст. Сонцето светеше по своему врз белите нозе што исчезнуваа во зелената вода, а скапиот, деликатен кораб што морал да види нешто чудоно видено, момче што паѓа од небо, требаше некаде да втаса и мирно отплови. Sun shone as it had to on the white legs disappearing into the green water, on the expensive, delicate ship that must have seen something amazing. A boy falling out of the sky had somewhere to get to and sailed calmly on. Санот урликаше земјата, а може би тоа беа жедните зверови што лунзаа низ саваните и шумите, умирајќи кај пресушените извори на вода. А може би беа тоа дрвјата што се свиваа до прекрашување и со лишјето ја лиѓаа сувата земја. Само небото беше сурово, спокојно и празно, како никому да не му е потребен дождот, како да не го гледа овој бродолом. Санок се грчеше земјата, а може би тоа беа луѓето што го чекаат дождот, како што се чека првороденче згрчено во безживотна утроба. Пред изгрев се измори и се задрема таму кај што се најде и луѓе, и дрвје, и зверови. Има една модра риека, широка е, дубока е. 100 година широка jest, 1000 ljeta duboka je. Od duljini i ne sanjaj, tma i tvuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka, valja nama preko rijeke. Меѓународниот жири на Струшките вечери на поезијата во состав Гане Тодоровски, председател Југославија, Жан-Луи Дјеперис, Франција, Ришард Матушевски, Полска, Јашар Наби, Турција, доктор Драшко Реджеп, Југославија и Роберт Рождественски, СССР, едногласно донесе решение. Златниот венец на Струшките вечери на поезијата за 1969 година за песна прв пат прочитана на Струшките вечери на поезијата да му се додели на Мак Диздар, Југославија, за песната Модра река. За афирмацијата и угледот на Струшките вечери на поезијата придонесе и меѓународното поетско признание,
наградата Златен венец, што секоја година се доделува на едно истакнато поетско име во светот. Советот на Струшките вечери на поезијата на својата седница од 26 март оваа година одлучи големото меѓународно признание за поетско творештво Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 1974 година да му го додели на истакнатиот турски поет Фазил Хисни Дагларджа. До сега ова признание го носат Вистан Хју Оден, Соединети Американски држави, Еудженио Монтале, Италија, Пабло Неруда, Чиле, Фазил Хисни Дахарджа, Турција, Леополд Седар Сенгор, Сенегал, Ежен Гилвик, Франција, Артур Лундквист, Шведска, Рафаел Алберти, Шпанија, Мирослав Крлежа, Југославија, Ханс Магнус Енцесбергер, Сојузна република Германија, Блаже Конеск, Југославија, како и поетите што порано го добија Златниот венец по пат на меѓународен конкурс за песна Роберт Рождественски и Булат Окуџава, Советски сојуз, Ласло Надж, Унгарија, Мак Диздар и Миодраг Павлович, Југославија. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому в ходе исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Годинава сте добитник на Златниот венец. Што представува ова за вас? Рековте дека оваа награда за вас е нешто повеќе дури од Нобеловата награда. Seyircilerimize bunun nedenini kısaca anlatır mısınız? Üstün tutmadan sıcak tuttu. Arasında fark var. Sıcak tutmamanın sebebi... Нобеловата награда е нешто друго, но оваа награда за мене представува посебно задоволство, бидејќи имам чувство, кога тука некому се доделува таа награда, тој истата како да ја добива од рацете на сите поети. Ете, тоа е и многу важно. Затоа многу топло ја примам ова награда. Daremnie w pogodny ranek wyciągam ramiona do świata. To wiosła tylko zagarniają obojętną wodę. غريب على سطح السحاب كئيب له من هموم الساهرين نصيب يراجع أحلام السنين كأنه جبين بدا في عارضيه مشيب. Jó, a keserű, elfeledteti az édeset, a ragacsosat, a virágporosat, lépiszkosat, a maszatosat,
ami savanyodik, ecetesedik, gombásodik, a kevert, habart, habos mézeset, mennyivel keveretlenebb a keserű. Esztergakés, elektronikus köszörű, lézersugár, szólójátékos, nem zavarják rezonanciák, piszkos Lohengrin dallama, piszkos a győzelmi induló, mennyivel tisztább a vereség, a mák. Најискрената дефиниција за поезијата за мене е дека поезијата е физиолошка потреба. Пишувам, бидејќи не можам поинаку, а го напишав она што го напишав, зашто не можам да правам ништо друго и сум принуден да го правам тоа. Не поставувам прашање за општествена полза. Пишувањето е неказнет порок, но пријатен. Тоа е можеби единствениот порок кој не се казнува. Тоа е мојата дефиниција. Ако сакате некаква друга дефиниција, има секако вид дефиниции. Веќе реков дека поезијата е збор и тишина. По моје мислење, поетот е човек што сака нешто да создаде, нешто да каже. Ако поетот не се ангажира во животот, ако не живее со полн живот, како секој човек, ако не е во состојба да навлегува во битки заедно со другите луѓе, ако не може да им направи добро на луѓето, тогаш тој нема зошто да пишува. Напросто, поетот е човек кој живее со своите страсти, со своите заблуди, со љубов за луѓето и земјата, со интерес за сегашницата и минатото. Само таков човек може да се роди вистинска поезија, и само тогаш поетот има што да им соопшти на луѓето. Значајно место во програмата и во придонесот за афирмацијата на поезијата има и симпозиумот на кој секоја година се разгледуваат значајни и актуелни теми и проблеми од областа на поезијата. На симпозиумот учествувале голем број поети и литературни критичари од нашава земја и од светот. Би започнал со еден непосреден одговор на прашањето што е поставено пред нас. Поезијата, создадена на ова македонско поднебие, се до денес и денес повеќе од било кога, е превасходен доказ на ангажираност во најконкретен и во најсинтетизиран вид. Ангажираност за пораз на немирите и трагиките и за победа на херојското и творечкото во една национална судбина. Ширина критиката во состав Ацо Алексиев, Димитар Башевски и Ѓорѓе Старделов на својот последен состанок одржан во Струга на 27 август 69 година, разгледувајќи ја поетската продукција меѓу двете струги, едногласно одлучи наградата за најдобра книга на годината Браќа Миладиновци да и се додели на стихозбирката Еретикон, Еротикон од Миле Неделковски. Расјепкување на пепелта. Ајде да ја оживиме стара Грција, стар Рим, стара Феникија. Зарем не си ми зборувал ти сам дека историјата има плитки газила преку кои може да се допре злоупотребите со неа? Ајде, наброј ми ги фазите на светот во времето, фазите на времето што го пронижало осветлувајќи неговата полноќ, а потемнувајќи неговата душа. За афирмација на македонската поезија значаен удел има и наградата Браќа Миладиновци, што секоја година се доделува за најдобра поетска збирка од македонски автор, објавена меѓу два фестивала. Досега ова признание го добиле 15 истакнати македонски поети.
Kratko pokanuvam ovogodišnji dobitnik na nagradata Braće Miladinovci Slavko Janevski. Na kamenен disk pomoju otugljeno more i žege leži vokora na zagatki. Vekovi se drobile na nego, dojdi vojna, poglodaj go, dojdi druga krvca lokni mu, dojdi tretavo čelu stisni go, site zajedni ušte nekoj, alka po alka, okovaj go. Životec ubavina na bolod, go okovuvale so koski i ognovi, na 3 rezeni go od srce, to je jabolko razdelenovo semkata negov sepak, rodilkite ovrski da se čuvat. Taka je, ragjaj i revi sudbino, od utrobota ognoragjači mu izvirat, kup vrz kup, poleka, dušebolno poleka, od okovite mnogustoletni spomenik da mu iskovat. Vo železo to crvot bezidnina daje. Mnogu krv čovečka i gusta i teška i koralna sok mu evo rezenite. Sura i surova prikazna od odrana okerni neba. Podniv prskaja boltnica, čadot go razvrkula.